Ве поздравувам сите вас кои што и ова неделно попладне не следите на телевизија Телма. Ви благодарам што имаме вашата доверба и што сте со нас во уште едно ново издание на Ферплей. Денешната тема, да, ги тангира и се однесува на спортистите, на оние кои што професионално се бават со спортските дисциплини, меѓутоа и оние кои што го сакаат спортот, спортувањето, рекреативното спортување, затоа што ќе ви представиме и доближиме еден систем на тренирање и еден програм кој што оние кои го применуваат, без разлика, ќе повторам, дали професионално или рекреативно се занимаваат со спортот, ќе видат многу бенефити во поглед на нивната сила, во поглед на перформансот на нивното тело, во поглед на нивниот баланс, што се разбира дека доведува до подобри резултати кога вежбаме, односно подобри резултати тогаш кога професионално се надпреваруваме и сакаме да постигнеме одредени големи спортски успеси. ATG програмата е можеби нешто ново на ова поднебје особено, меѓутоа велам деталите ќе имаме прилика да ги дознаеме денес од двајца луѓе кои што ова го применуваат, кои што се тренери и кои што ги пренесуваат сите начини на вежбање што се дел од овој систем со луѓето кои што веќе се дел од нивната заедница. Ве канам во продолжение да бидете со Ферплей, почнуваме за кратко. Пошто е карактеристична, посебна, поразлична ATG програмата или систем на вежбање со цел перформансите на еден спортист, па дури и рекреативец да бидат подобри, да му понудат едно подобро чувство, но и подобар перформанс, ќе дознаеме денеска со моите двајца гости кои што се тренери, кои што некако ја носат целата оваа приказна во Македонија, меѓутоа и во регионот. Знам, веќе имам информации дека таа ATG заедница, ќе ја наречам, се зголемува. Меѓутоа потребно е да сме подобро информирани за тогаш кога го правиме нашиот избор, кому сакаме да го довериме здравјето, телото, тогаш нели да ја донесеме вистинската одлука. Им посакувам добри дојде во Ферплей на Иван Трпчевски, кој што е наш 4-кратен национален триатлон првак, а сега ATG тренер. Добри дојде. Добро ве најдов и многу ми е драго за поканата. Многу ми е драго што сме тука и што може да разговараме за убави теми. Благодарам што сте овде, заедно со твојот пријател, сега и колега, и тренер, и партнер во оваа приказна, Бојан Диков, кој што ATG тренер, има бекграунд во боречки спортови. Да, боречки. Добре дојде. Благодарам на поканата и за можноста да сме тука. Јас искрено ви кажав пред официјално да почнеме дека мене ми искрено нова оваа тема и не сум можеби доволно добро информирана со сите детали, затоа ми е драго, а верувам и дека добар дел од тие кои што не следат ќе добијат значајни информации поврзани со ова и затоа што веќе го најави вашиот спортски бекграунд. Логично е веројатно да прашам што е тоа што ве спои со тој ATG свет. Како дојдовте во допир со оваа приказна, пуште поважно да ја прифатите како дел од секојдневието, затоа што веќе сте се бавеле со милион нешта кои значат спорт. Да, значи јас и Иван се знаеме од основно училиште. Учевме во истото, он е една година постар, а и главно исто спортот не спои затоа што јас тренирав пливање во тој период, а и он беше пливач. И од таму се знаеме така како познаници и доста години потоа јас работев како фитнес тренер и он само што почна со триатлон, сакаше да се спрема повеќе за тоа и дојде да вежба фитнес. Од тука тргна целата приказна, година или две покасно јас се сретнав со ATG системот на вежбање и кога му кажав
он беше исто како воодушевен Да, и му се почна да го допадна. прави. Да, бидејќи и после осети дека му помага доста. Ама како, тоа ми е многу важна информација, како дојде воопшто во допир со таа тема, затоа што не знам, станува збор за некакво, не знам, патувања, собири, едукации, места каде што можеш тоа да го дознаеш или самиот Сосема случајно. Јас бев на Карибите на одморка од скроз друга намена и таму сретнав пријател на човекот кој што го има создадено системот, Бен Патрик. И како ме праша што работиш, јас му кажав сум фитнес тренер, држам групни тренинзи, индивидуални тренинзи, главно работам со спортисти, во тоа време и со тенисери повеќе. Ми рече, имам пријател во Америка кој што е многу успешен фитнес тренер, тренира доста професионални спортисти и има малку поразличен пристап, како има некои митови во однос на вежбањето разбиено и како многу ефективна програма. И мене ме заинтересира. Му реков, дај да проверам. Ми рече, пиши му дека јас сум те пратил. И кога дојдов во Македонија му пишав, ми ја даде програмата да ја пробам 1 месец и тука сватив јас фактички колкав е потенцијалот на ATG и колку може да помага и одлучив дека окей, сега ова ќе го го користам за да го расширам во Македонија и луѓето да ги имаат истите бенефити тука. Добро. Ќе ми ги кажеш деталите и што е различно во ATG од се она што дотогаш си го правил, но сега ме интересира како еден триатлонец се подобрува откако ќе почне да применува ATG. Значи, што е она клучно што најмногу забележа дека кај тебе во перформансот оди нагоре, откако почна со ваков тип на вежби, а не се што дотогаш си правил? Па вака прва работа која што ја видов како бенефит од ATG имаше една сезона 2020 или 2021 имав повреда на покосниците. Ми беа воспалени, ама хронично веќе, тоа е од многу трчање, од многу удирање на асфалт. Имав повреда и веќе долго време се борев со тоа. И Бојан ми даде неколку вежби кои што требаше да ги правам секој ден, буквално, и за месец и пол ми се среди целава работа и можев да се надпреварувам, тогаш беше за државното првенство се спремав. И јас бев спремен 2 месеци пред тоа дека најверојатно нема да учествувам. Да. И успеав сепак и од тука ми е првата точка, да речам, првото нешто од кое што сум видел бенефит. Значи за подобрување после повреда. Потоа со текот на времето како се разработуваше и ке нас системот и како јас навлагав повеќе заедно со Бојан како тренер, така увидував дека способноста и перформансот ми се подобруваат во смисла на вака си го замислувам јас со спортов, со триатлонов, со пливање, возење велосипед и трчање, го трошам јас телото. Значи се е супер вака кога ги гледате како од рекреативна смисла, меѓутоа кога го правиш тоа професионално, многу повеќе одзема од телото, го троши едноставно. Секој професионален спорт. Секој професионален спорт. И сега со ATG јас се чувствував секогаш дека му враќам како да го подмачкувам телото, бидејќи вежбите кои што ги правам се во целосен опсек, опфаќам и зглобови и тетиви кои што страдаат во спортов. Овдека, бидејќи се третираат со вежбите, чувствував како да си го подмачкувам цело време телото и тоа ми помага да можам јас повеќе да тренирам. Пошто посебно во спортовите на издржливост, ендуранс спортовите, едноставна е да речам до некаде формулата, колку повеќе тренираш, толку подобар е резултатот. И сега мене со тренирањето ATG ми дозволуваше да може да тренирам повеќе триатлон и тоа да ми донесе подобри резултати. Во што морам ова да прашам, знам дека вам ви е тешко да ги делите трите дисциплини. Некоја ти омилена, во која си најдобар?
Па бидејќи бев пливач претходно, од трите да речам пливањето ми е на највисоко ниво. Ти си прв триатлонец инаку што јас лично сум го прашала и ми одговорил пливање. Вообичаено сите на пливањето се жалат. Да, дека тоа ми е најмногу време најдобро, губат. меѓутоа омилено ми е велосипед, бидејќи со велосипедот може да се исклучам буквално, бидејќи имам долги вожњи, може да отидам на многу места убави и во текот на воžњата да уживам во тоа. Да не биде толку макотрапно секој пат. Така, Добро. Да. Пливањето малку психолошки е во базен, броиш плочки цело време. Прво си во неприродна средина, нели? Водата не е наша природна средина. Верувам, ќе не слушаат и тренери кои што се, можеби кросфит тренери, тренери по некој друг спорт, фитнес тренери и така натаму. Зошто да би некој човек и спортист одбрал ATG, што е тоа поразлично што ќе го добие тренирајќи на овој начин, во споредба со сите други типови на тренинзи кои што не ги спориме во оваа ситуација, не ни е тоа целта, само сакаме да ја направиме разликата. Да, тоа е одлично прашање и често мислам се поставува. Главната разлика е во тоа што ATG не е спорт, самиот систем на вежбање, бидејќи ако ги земеме другите системи на вежбање од типот на бодибилдинг и да го правиме рекреативно, он е излезен од спорт. И самата поставеност на салите и програмите се излезени од спортот. И тоа не е ништо, мислам, нема ништо погрешно или лошо да се прави бодибилдинг. Тој што сака да ужива во тоа може да го прави тоа. Исто е и со кросфитот, да речеме, он е комбинација од многу спортски елементи, како гимнастика, олимписко кревање на тегови и силов тренинг и така натаму, каде што исто е спорт, каде што има надпреварување. Во бодибилдингот има надпреварување, добро, но во не кросфитот. секогаш така, да речеме кросфит не мора секој пат во надпреварувачка форма можеш да се го вежбаш применува. рекреативно, ама самата поставеност на системот, пак се тренинзите интензивни и кој горе-доле е приближно на надпреварувањето кој што го прават во самиот спорт. И пак ќе кажам, тоа е супер за некој кој што сака тоа да го прави. ATG не е во никаква како спротиставеност со нив, бидејќи не е спорт и се прави систем за сила и мобилност на цело тело, каде што го балансираме, каде што сите слаби алки кои што ги имаме во телото, кои што не спречуваат да уживаме во одреден спорт, например некој има проблем со колената, го болат колената. Он кога тренира кросфит, на трчање, на скокови, Ќе го болат колената. Ќе го болат, не може да ужива во таа активност или да речеме планинарење да го земеме, така. Јас некој ужива да планинари. Ако он има болка по колената или го боли грбот, он не може да планинари. Тука е нашата улога и ATG како систем се издвоја, бидејќи се фокусира да ги зајакне тие слаби алки, за да болката исчезне и да можеме да ја правиме било која физичка активност или спорт, кој што живееме да ја правиме, без болка и со поголема способност. Значи, после тоа, окей, болката ја нема, ама тоа не значи, не сме ние рехабилитација, мислам, не сме физикална терапија, и ако опфаќаме многу мал дел од неа на почетокот, потоа, чим ја снема болката, вежба човекот за уште побрзо и полесно да се искачува на планина или уште полесно и по соуживање да вежба кросфит, бодибилдинг и така натаму. Така да ние соработуваме со многу, сме соработували со кросфит сали и со бодибилдинг сали, семинари сме држеле на одредени места. Што значи тоа? Ако едно дете, затоа што разбрав дека нема ограничување во возраст, ако едно дете, жена, маж, што и да е, момче, девојче на било која возраст, сака прв пат да дојде кај вас, што е тоа што треба да го очекува? Затоа што имаме ситуации каде некој почнува да вежба поради незадоволство како изгледа, значи физичкиот изглед и промената што ја сака е причина, има друг кој поради здравствени проблеми ќе дојде, трет кој поради чувство на болка веќе ќе дојде, така што многу се различни ситуациите. Значи доаѓам кај вас зашто сакам да ослабам. Ќе ослабам? Да, дефинитивно. Базата... Или доаѓам зашто сакам сила да стекнам, ќе стекнам сила, како тоа се ќе постигнам? Да, генерално базата на секој вежбање и фитнес систем, дали е тоа бодибилдинг, кросфит и сите други дисциплини ATG, е силов тренинг.
како во него нели спаѓа и кардио моментот и стегнување и така натаму, али основата е силов тренинг, односно тоа се вика прогресив оверлод, нели прогресивно преоптеретување на телото за да качува мускулна маса. Има доста, мислам, се збори сега во последниот период колку е важно силовиот тренинг и мускулната маса за здравието на човекот, ама не збориме за онаа мускулна маса што е екстремна, што е непотребна, збориме за нормална атлетски мускулна маса, ќе ја крстам јас, каде што треба да имаме сила, што викаш секојдневните активности да кренам нешто, да поместам, да придвижам и така натаму. Така да кога имаме мускулна маса, автоматски телото троши повеќе калории и ја можам да одржувам полесно линијата, нели, телесната тежина и телесните масти. Така да со вежбање на силов тренинг во секој базата е тоа се слабее, нели, тој што сака да намали тежина. Но пак ќе кажам, ако некој има проблем, болка, повреда и така натаму, тоа е најчесто една од главните причини зашто некој не е физички активен. Ако он не е физички активен, не може да слабее. Така да ако мене не ме боли ништо, направам 3 пати во неделата силов тренинг, каков и да е, дали е ATG, CrossFit, bodybuilding, и уште 2 пати во неделата одам на водно и плюс преку целиот ден сум активен бидејќи не ме боли ништо, како физичкиот изглед ќе си дојде као се да, тој доаѓа заедно во да. Тоа е во пакетот некако. Во пакет, не сам по себе доаѓа, да. Да, зашто ако се фокусираме само на физичкиот изглед и пак влеземе во екстрема, кај што јас одам сега 5 пати во неделата во теретана по 3 сати и ги преоптеретам колената и кичмата и ме заболат, па одмарам 2 месеци, па се здебелувам, па после одам пак ме болат колената, па пак одмарам и тука се влага еден круг, што најчесто и луѓето влагаат и го слушаме, кај што само полоши, дали еден човек ќе се откаже после првиот пат или после петиот, многу веројатно е дека ако продолжи така, во еден момент ќе се откаже и ќе рече готово, јас не вежбам и тоа е тоа. Еве кажи ми ти искрено, ти која реплика најчесто слушаш од вежбачите? Не можам да ослабам, тешко ми е, не можам, што најчесто слушаш? Па најчесто не можам да дојдам денеска, имам друга обврска. Па генерално кај некако не ги слушам тие изговори, бидејќи пак така малце пристапот не е различен. Најголем проблем што гледам кај луѓето е со исхраната што го имаат, бидејќи што првен има многу информации, па спротивни информации, па луѓето самото како е поставеност на модерното општество, како е тешко да одржиш контрола, бидејќи секаде околу нас имаме ставно тоа се нуди и е тешко да се избориш со тоа, али со добра едукација и со дисциплина може тоа да се контролира. Според мене треба само да се имаат основни принципи кои што треба да ги следиме и генерално е тоа. Али пак кажам, вежбањето, спиењето и исхраната се поврзани, као да речам еден триаголник. Ако јас лошо спијам, нема да ефектот вежбам. од другите две нема да биде. Или лошо ќе вежбам и нема да јадам добро или лошо ќе јадам. Така да ако јас истренирам, вечерта ќе спијам подобро и утредната кога се разбудам наспан, ќе имам и подобро телото, различни хормони се лачат, каде што ќе можам јас да бирам подобра храна. Најчесто кога не сме спиени се лачи кортизол, нели, стрес хормон и не тера тој да јадеме повеќе храни што содржат шеќер за да надокнадиме енергијата која што ни фали. Тоа е привидно дека ни дава енергија, ни дава моментот, али после не спушта и ни прави, да речам, хаос во телото на хормоните и пак влагаме во еден круг. Yo, you want to see something cool? No? Well, I'm gonna do it anyway. Пред ATG приказната, како изгледа твоите тренинзи што се на страна од
пливање, трчање и возење велосипед. Што друго си применувал во поглед на подобрување кондиција и сила или нема нешто такво, туку треба да се одмара кога нема трчање, пливање и возење велосипед? Самото по себе, бидејќи триатлонот се состои од 3 спортови, самото по себе тоа значи дека многу се тренира. Значи зборуваме за 20 до 30 часови активно тренирање во текот на една недела. Така да склопувањето на дополнителни тренинзи секогаш било предизвик. Пред да го внесувам ATG сум правел некои вежби од фитнес што сум ги знаел, не знам, чучањ, склек и слично. Меѓутоа, да бидам искрен, не сум добивал доволно назад, да речам, од тоа што сум го вежбал тогаш и некогаш сум го напуштал. Сум бил као, окей, доволно ми се овие тренинги што ги правам, да не претерам, да. Меѓутоа, од кога влезе ATG, најдов начин како да го вклопам во сите тренинзи, да вклопам и тоа, а да не ми пречи. Затоа што главното овде е да не ми пречи на другите тренинзи, затоа што јас ако со ATG или со било кој друг се воспалам и го истресирам телото повеќе од што треба, тоа ќе се одрази на другите тренинзи кои што мене ми се главни за мојот спорт. Значи, јас ако правам многу ATG, ќе бидам подобар во ATG, меѓутоа не знам колку тоа ќе го подобри ако намалам од точак или од трчање. Значи, тебе ти е потребно да постигнеш баланс, затоа го постави прашањето. Мене ми идејата со ATG да најдам баланс. ATG мене или било што сум правил претходно да ми помогне да можам повеќе да тренирам или ако ништо друго само да е превенција од повреда. Да не се повредам во... И сега, тие вежби што ги правиш, можеби е тешко вака да ги објасниме описно кога не гледаме и не сме на лице место, меѓутоа може ли да се даде пример каков начин на вежбање малку поконкретно, каков тип на вежби сега ти помагаат за да се чувствуваш подобро? Интересно е тоа што порано мислев дека овие тешките, да речам, вежби, не знам, чучањ, подигнување на вратило, некои што изгледаат вака дека се тешки, предизвикувачки, дека тие многу ќе ми помогнат, меѓутоа сватив дека со текот на времето вежбите кои што ми се повеќе за зглобови, значи подигнување на листови, подигнување на тибиалис, тоа е овој мускулот од предната страна, некои мали вежби, например, има една вежба се вика external rotation, буквално ова е движењето, таа многу ми помогна да немам проблеми со рамењата за време на пливање, а и самиот завеслај да почувствувам дека ми е појак. Значи има некои мали вежбички кои што се за мали мускулни групи или за стврзните ткива од телото, кои што ми помогна многу за самото главно движење, да речам, на пливање, на точак и на трчање, да ми е помоќно. Бидејќи јас веќе главните, појаките, да речам, мускулни групи ги користам на... Меѓутоа, тие помалите се тие што поддржуваат или а и уште подобро, помалите сврзните ткива и помалите мускулни групи превземаат кога се изморат големите. Значи, да речам на Half Ironman кога го правам, веќе при крај на трчањето, мене квадрицепсите ми се горат. И веќе се тоа потпаѓа повеќе на колената, на зглобовите, на тетивите. И сега јас бидејќи сум ги тренирал со помош на ATG NIF, превземаат од напорот. Голем дел од професионалните спортисти верувам ќе се пронајдат во оваа приказна, заради тоа што кога ќе излезат од нивната комфорт зона, тоа е далеко од комфорт зона, меѓутоа така ја нарекуваме стандарден тренинг, нивна рутина на тренирање, каде ги ангажираат редовно една иста група на мускули и кога ќе применат поинаков тренинг,
каков и да е, тогаш чувствуваат воспаление и тогаш чувствуваат колку тие сврзни или мали мускулчиња можеби речи се и воопшто да не се активираат долг период. Во тој контекст работите со професионални спортисти. Сега може да се надоврзеш и да кажеш како тоа им помага. Има ли други задоволни вака исто или слично? Да, дефинитивно ќе се надоврзам на тоа дека во ETG не работиме само мали мускулчиња и така, тоа беше само личен ги работиме и големите мускулни групи и работиме истите стандардни вежби како склек, како чучњеви, згибови и така натаму, но различното е како ги изведуваме, бидејќи гледаме тоа да биде во максимален опсег на движење кој што е природен за телото, каде што заедно со мускулите, како што напомена Иван, ги активираме и сврзните ткива. Тоа се сите оние делови околу зглобовите, како што се тетивите, лигаментите и останати структури, каде што тие ни го држат телото. И до порано се мислело до пред некое време дека тие се пасивни, дека тие не можеш да ги вежбаш. Активираш. Но сега како што и со ATG и со други истражувања излегува дека и тие заедно со мускулите можат да зајакнуваат и да се задебелуваат, да стануваат подсврсти и да даваат поголема потпора. И тука е главната разлика каде што во одредени, скоро секој спорт е на еден начин неприроден за телото, бидејќи се движења кои што сме ги измислиле да ги правиме за самиот спорт. Например, во фудбал шут, како тоа не сме го во ниедна друга ситуација не го движиме така телото. Да. И сега ние го правиме тоа 10 години, илјадници пати со едни мускули, со другите правиме едно, со останатите друго и се прави дисбаланс на одредени делови во телото. И сега фокусот на ATG е тој дисбаланс да го среди, да го врати колку што може во нормала за телото да си функционира пак нормално, бидејќи најчесто и тие дисбаланси прават проблем, болки и не дај Боже, повреди. Да, повреди во телото. Тоа е како да споредам, да речеме имаме автомобил, ако имаме јак мотор, мора да имаме јаки кочници, мора да имаме и добри гуми. Сега, што се случува е што ние додаваме на моторот со еден одреден начин на вежбање, а гумите остануваат исти и кочниците остануваат исти. И тука се ствара тој проблем. Не може тоа така. Да, тоа е во ATG, каде што ние гледаме да го балансираме. Како што креаме моторот, ги средуваме и другите работи, за да си тече се како што треба. Работиш кога се опрашање професионалните спортисти работите, тоест меѓутоа ги спомена фудбалерите на работнички, да. Колку време работите заедно? Година дена, веќе скоро година, сега во февруар ќе правиме година дена. Тоа е, верувам, доволно долг период за да може да зборуваме за некакви резултати. Од што се најзадоволни? Во кој поглед ти забележуваш дека нив име уште подобро чувството да се биде фудбалер откако работите заедно? Знак е тоа што, да речем, има напорна полусезона и се сега моментално први на табела со други два тима, а пред сезоната да почне прогнозира дека ќе се борат за опстанок. Точно. Да, сега се први на табела и целата полусезона ја истера без ниедна посериозна повреда. Значи од припремите од кога почнавме до сега, освен некој, наречам, спорте, не може да нема повреди, не постојат апсолутности. Да, добро, таму има контакт пред се директен. Значи постојат одредени стегнувања, удари и така натаму, но сериозна повреда од типот на кидање на лигаменти или така натаму на колената и други работи немало и за мене тоа е добар знак и за нив верувам се чувствуваат убаво бидејќи ако имаат помала болка можат подобро пак кажам да го играат фудбал и да се фокусираат на тоа. Да, можеби е до некаде и комплицирано прашање, но сите тоа го сведочиме кога сме на тема фудбал, дека голем дел од оние најсјајни имиња што ги слушавме, а се млади, дури под 18 години, еве ќе земеме Барселона за пример, зашто процентот беше многу голем. За жал, после една, дури ниту една
одлично одиграна сезона, каде што блесна и цел свет ги забележа, следуваше крах, буквално, што за жал се случи да бидат повредени, тоа со тешки и со сериозни повреди кои што долго време бараат рехабилитација. Објективно, дали навистина веруваш во тоа дека може да се превенира такво нешто? И дека сепак кога е толков процентот можеме да зборуваме за несоодветно тренирање? Да, може би премногу форсирање и така натаму. Да, дефинитивно на тоа ниво и како што е фудбалот, да речеме, како спорт, а и секој спорт еволуира. Значи со тек на времето бара све повеќе и повеќе од играчите и секако повеќе тренинзи, повеќе вежбање. Да, дури е веќе немилосардно. Да, но... и така натаму, тоа е и голем покрај спорт, нели, голем бизнис. Ми интересира како всушност настана таа соработка, сакам тоа да го спомнеме само за да биде пример. Значи на страна сите познанства и моментот дека Скопје и Македонија се мали, сепак една клубска управа треба да одлучи и да сака дека нешто такво ќе примени. Тежок процес ви се гледа тоа генерално во Македонија, има уште многу клубови. Да, не е само еден клуб, така. Да, сум работил и претходно со клубови и најчесто зашто е нешто ново, доаѓа малце као непознато има отпор, и има отпор. Види, и природно е да има, треба да се грижат клубовите, пак како што така почнав, кому ќе го доверат здравието на своите спортисти, нели? Да, природна работа е. Да, и треба време малку, но кога ќе ги видат резултатите, веќе се стекна доверба. Соработнички, како настана соработката е тоа што сопственикот кој што го презеде клубот ми е многу добар пријател, се знам уште од моја 15-та година кога тренирав боречки вештини, трениравме заедно. Не е од Македонија, но живее тука. И кога дозна дека сум ATG тренер, првин сакаше он самиот да вежба, има вежбано, како знае системот и беше како како многу изненаден што и овде да има во Македонија и ми рече ќе те земам да го тренираш клубот, бидејќи сакам ти да ми бидеш моето тајно оружје, вика, за понатаму и тоа им него ги тренираме и помладите категории 2 за да се створи некој еднина и мене тоа ми се допаѓа. Помладите триатлонци, бидејќи има добар пример, применуваат ли ваков тип на вежби? Уште од кога ја отворивме на салата, уште од тогаш Данчо од Триоги, а и од Триатлон Федерацијата ја препозна програма, увидоа дека прво од мене, а после самиот систем има многу логика. И почна триатлонците, значи зборуваме за триатлонци од 10 до 15-16 и јуниорите, почна да тренираат кај нас. Значи доаѓаат 2 пати неделно и бидејќи имаме програми и за деца, вежбаат ATG уште од мали нозе. Покрај тренизите кои што ги имаат за триатлон, доаѓаат понеделник и петок и ги прават вежбите кај нас во сала. И тие истите им помагаат за исто како мене што ми помогнали, ми помагаат. Така да имаме и триатлонци, јас се надевам дека поголем дел од нив ќе бидат и професионалци кога ќе пораснат, бидејќи веќе нижат добри резултати, да имаме неколку од нив на Балканското првенство што победија, што не се случило претходно за некој од Македонија, така се надевам кога ќе пораснат, ќе ги гледаме на... Да, дека во тоа што сега вложуваат, се повеќе во иднина ќе биде видливо. Има многу деца кои можеби немаат спортски афинитети и тогаш кога родителите сакаат поради нивно добро здравје да имаат физичка активност, често тука постои отпор. Мамо или тато, не сакам додам на тренинг, таму ми е тешко. Тренерот ме тера да правам тешки работи. Како тоа изгледа, еве, со Бојан да речеме, во смисла дали тебе ти е тешко да успееш да ги воедно и анимираш децата, меѓутоа и да ги натераш соодветно да работат.
нели? Да, па Не е таа тоа улога си баш доаѓа со едноставно. искуство, да речеме, и генерално, бидејќи во ATG не правиме, како што кажам, не е спорт, не бараме Не е нештото да толку се прави толку интензитетот. напорно, да се прави на ниво каде што пак ти имаш, осеќаш дека си вежбал, нели, на горење на мускулите и така памп, како да го викаат. Значи осеќаш дека вежбаш, ама да не е тоа премногу, туку да е на ниво кај што се чувствуваш пријатно и се чувствуваш убаво. И затоа повеќето, бидејќи имаме ниво за секово, буквално, од деца до постари луѓе и од рекреативци до спортисти, секоја вежба може да се приспособи, имаме и доста програми, каде што за различни цели, како што спомна претходно, зависно кој што сака да постигне, буквално може да детето да вежба и да му е и забавно и да има резултат бидејќи вежбаме, а да не е при тоа ме мачи тренеров и ми дава тешки работи. Да не му е травматично да доаѓа Да, едноставно, затоа што знам дека често пати, мислам, тука има две страни. Не велам дека тренерите се навистина толку лоши колку што можеби детето така тешко го ја доживува таа активност. Да, нели? за мене и нашиот пристап е секогаш било да е дета и човек е да ужива во тренингот, бидејќи пред се за да продолжиш нештото да го правиш, мора да уживаш во нештото. Бидејќи ако јас сега треба да одам на тренинг и знам дека ќе ме мачат таму и не ми се оди, нема тоа долго да трае, мислам, бара многу напор, а ако се чувствувам убаво, знам дека и следниот тренинг кога ќе завршам ќе биде супер и ќе се чувствувам убаво и тоа гледаме фокусот и на децата пред се да им е забавно, да се чувствуваат убаво, а сепак да постигнуваат резултати, да не ми е прелесно. Ме интересира во поглед на спортската кариера, сега откако веќе неколку години ATG е дел од твоето секојдневие, со оглед на возраста, сметаш ли дека ќе придонесе за пролонгирање во поголема мера од што си замислувал можеби на надпреварувачката кариера? Да, за спортовите на издржливост, како што е триатлонот, сега добра е за пократките дистанции, тоа можеби не важи за пократките, треба да си помлад за да имаш таа експлозивност и брзина. Меѓутоа, мене идејата ми е сега на што подолги дистанции да се надпреварувам и веќе години наназад се докажува тоа дека пикот на ендуранс спортовите е околу 35-36 години, меѓутоа таа се бутка сега веќе и до 40-тата, бидејќи имаме светски Ironman првак Јан Фродино, кој што на 40-та година го направи тоа. Така што верувам дека јас со мои 30 и нешто години имам уште простор, барем 10 години да ја испролонгирам мојата кариера. Сега периодов малку ми е предизвик, бидејќи отваравме нова сала, сега имам и мало дете и така имам плюс обврски одговорности, меѓутоа се трудам да останам да тренирам. Може и сега малку ми е намален интензитетот, ама некако се смирија периодов работите, па веќе се враќам назад во полнек. Добро, но како и да е тоа што го слушнав, ми се допаѓа дека амбициите се сепак тука, дека нема откажување или јас сум веќе стар за оваа работа. Не, никако, да. Мислам дека барем уште 10 години имам да се борам. Јас ви посакувам успех во работата, затоа што не само сега за себе, туку имате и одговорност кон оние со кои што работите и ви посакувам тоа што го правите, е овој концепт да дава што повеќе и подобри резултати. И драго ми е ако успеавме на оние што не следат, да некако им ја доближиме целата оваа приказна, но вие сте достапни за сите оние кои што би сакале директно да се обидат и да почувствуваат како се тоа оди. Се надевам ќе се видиме пак со некои нови успеси и добри теми со вашите спортисти и со вас лично. Дефинитивно, ти благодарам многу. Супер разговор, се гледаме. Фала ви до некоја следна прилика. Како што кажав, се надевам дека бевме доволно прецизни и јасни за сите што не следевте. Секогаш ни недостасува малку повеќе време, но рековме ќе имаме и следни прилики. Ако за вас овој концепт наречен ATG е интересен, тогаш верувам дека ќе имате интерес и малку подобро да го запознаете. Ви благодарам што имаме вашата доверба, што следите Fair Play, се разбира се гледаме во нашиот стандарден термин. До тогаш уживајте со програмата на Тел.